Мислам дека сите граѓани на Република Македонија треба да ја подигнат еколошката свест, да почнеме сами од себе, за да почне да се менува нешто, затоа што вака не се живее. Не можам прозор да отворам, не можам детето да си го прошетам. Тоа е живот со секојдневна фрустрација. Не е тоа лесно. Ако е денес почист воздухот, не мора да значи дека во наредните денови ќе биде добро. Ужасно, искрено ужасно е. И разочарувачки е што не сме во поголем број. Како што носат закони по скратена постапка останати, така ќе донесат и закон за да си ја заштитиме животната средина. Ова е наша земја, наше место, каде што живееме. Јануари. Немаше коли уопште, на улици сите си славеа, нели се седеа дома. Значи мислам дека не е до колите, дека нешто друго е во прашање, навистина не можев да дишам. И покрај маската, еве јас ја носам маската, ама па и маската ме гуши, мене и таа некако не ми дава онака убаво да си земам воздух. Значи јас сум возрастна, така, ама децата што се во болници, мене многу ме погодува тоа. И кога ќе каже некој партија, нема врска, воздухот е наш за сите што сме од секоја националност, нели така? Дали сум јас, може бугарка дојде на тука, може сум хрватица, свеедно, значи воздухот е наш, го дишаме. Ајде, јас не сум битна, ама дечињата што се укозла, страшно, јас сум почти тоа погодена и затоа и дојдов денеска. И затоа сите се залажуваме, почнувајќи од власта, дека има време ќе направиме нешто она, но еве видовме ова е многу убав пример што оваа власт дојде на власт затоа што претходната власт меѓу другото не го решаваше, односно го создаде практично овој проблем со животната средина. Но еве и таа власт е добро, треба да имаме во предвид дека малку е времето за наистина да се реши проблемот, но искрено не сме задоволни, јас лично и од други луѓе што слушам, од тоа што е до сега преземено. Значи јасно ни е на сите дека ова ќе трае долго време додека навистина се реши, но до сегашните мерки покажуваат недостаток на чувство за величината на проблемот и недостаток на организација и ефикасно делување. Значи, ова влада не е крива за ова е веќе таложено 10-15 години. Единствено решение за мене, значи, барем безболно, сите институции што се државни, општини, да се имат по 3-4 автобуса, како времето на Тито. Еве јас работам во Скопско Поливе, 5 автобуса, Министерство за земјоделие, ќе има 3 автобуса. Се чета и си собира вработените, па Министерство за финансии, па општините. Помните колики се движат. Проблемот со загадувањето е проблем кој што сите нас не засега веќе со години, но очигледно се нема слух за ова прашање. За жал гледам овде дека повеќе новинарски екипи, повеќе новинари од загрижени граѓани кои што излегле мирно да протестираат против PM частичките кои што сите нас не загушуваат. Респираторни заболувања, рак на белите дробови се едни од главните проблеми кои што нашиот народ ги доживува во текот на овој период. Мојот родител татко има астма и јас секојдневно се соочувам со проблемите директно кои што он ги има, особено во текот на овој период. Па знам колку е тешко и нему, а и на сите нас. За Дрисла можам да споменам, пред неколку дена излезе текстот на Guardian каде што пред 17 години е донесена печка која што не ги задоволува и стандардите. За 200.000 фунти пред тогашната влада во 2001 година немала пари за да стави филтри. И ве 17 години подоцна ние дознаваме за проблем кој што требал да биде решен многу одамна. Да бевме во Европска унија, немаше да се задоволуваат овие стандарди, таа иста печка ќе беше тргната, но за жал не е. PM частичките достигнуваат до 700-800 микрограми на метар кубен. Тоа е бројка која што сите нас треба да не загрижува. Главните мерки ние ги кажуваме со години. Сообраќај, индустријски капацитети да се задоволат индустријските капацитети, градежните објекти да престанат со работа во овој временски период. Тие најавуваат мерки како што се бесплатен јавен градски превоз. Тоа не е мерка, тоа е препорака. И може би било препорака, но не оваква кризна ситуација, алармантна ситуација каква што е оваа. Бесплатен јавен градски превоз може да биде само еден декоративен елемент во борбата против загадениот воздух.